1-2, 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. Трет ден, осмина финални надпревари на Европското првенство во Германија. Понеделнички два добри надпревари, од кои едното дерби. Но пред да почнеме со двата надпревари, само да ви информирам дека сме во потрага по нов колега во BMG Network. Да, некој што ќе сака да биде дел од YouTube тимот на BMG Network, што ќе сака да снима видеа, да едитира видеа и така натаму све со ред. Доколку сте заинтересирани, не се срамете да ни пишете на мейлот што излага тука негде под мене. Ајде да одиме со првиот надпревар. Франција, Белгија. Денот стартува со дерби. Од двете селекции се уште се очекува да блеснат на овој шампионат. Групата ја помина, но далеко од тоа дека прикажаа нешто на овој шампионат. Да се разбереме, Франција ја помина групата без ниту еден гол од активни игра. Во првото коло ја победи Австрија со 1-0 со гол автогол. Одиграа 0-0 со Холандија, па 1-1 со Полска и тоа со гол од пенал. Мбапе го дае голот. Дешамп признава дека Франција не требало да заврши прва. Мбапе па ги изгуби нервите и го нарече Левандовски кучкин син и тоа е само доказ дека го фрустрира играта на Франција, дека е незадоволен. Но тоа се групи, сега е нокаут фаза. И Белгија не блескаше, ама победи кога требаше да победи. 2-0 со Романија. Поразени беа од Словачка во првото коло, меѓутоа рака на срце, промашија многу шанси на тој надпревар. Лукако постигна 2 гола кои му беа поништени од ВАР. Ако собереме се, Белгија веројатно повеќе покажа од Франција. Ако ништо друго, барем дава голови од игра. Иако тоа не треба ништо да значи. И во Белгија не е баш онака све сјајно во тимот. Например, Де Бјорн собра милион свирежи како никогаш досега после последниот надпревар. Како и да е, ете ги двете селекции во нокаут фазата и тука се почнува од паново. Мислам дека квалитетот на Франција ќе пресуди на овој надпревар и очекувам нивна победа. Веројатно ќе биде 2-1. Португалија, Словенија, втор надпревар кој што е на програмата во понеделник. Како бе Португалија загуби од Грузија? Зборев за грузиците и во минатото видео, ама сега пак ја повторам. Истата Грузија која што ние победивме за да одиме на минатото европско првенство. Еве каде се тие денес, а каде сме ние. Очигледно дека некој работел како што треба во изминатите години, а некој не. За мак фудбалот во нека друга прилика. Се враќаме на Евро. Португалија не е Португалија ако Роналдо не е во центарот на вниманието, без разлика за што. Но човекот е неверојатен. Човек рекорд. Внимавајте сега, против Грузија го истрча најбрзиот спринт во неговата кариера на европските првенства, откако УЕФА ги мери овие податоци од 2012 година. И тоа во период кога игра во Саудиска Арабија и има 39 години. Но постави и негативен рекорд. Прв пат му се случува на едно големо надпреварување да не постигне гол во нокаут фаза. Меѓутоа, барем јас имам таков впечаток, гледаме сега некој нов Роналдо. Не оној Роналдо кој што само сака да постигнува голови и тоа е тоа. Сега гледаме Роналдо кој што сака да помага, да додава, а не тој да е главен играч. Сите ја видовме асистенцијата до Бруно против Турција. Роналдо од пред некоја година тоа ни на сон немаше да го додаде. И да кажеме дека ако постигне гол на европското првенство, ќе стане најстар играч во историјата на европските шампионати кој постигнал гол. Рекордот до сега е за Модрич, кој што сега го заврши настапот. Словенија не победи никого на шампионатот и само поради лошите Србија и Данска, кои што одигра добро само против Англија, се најде во нокаут фазата. Пазете, тоа беше една од најздодевните групи во историјата на европските шампионати, со најмалце постигнати голови. Не дека беа кој знае колку лоши словенците одиграат толку колку што им требаше. Според квалитетот, тоа е тоа. Ама со такви игри нема да може да бараат ништо против Португалија. Мада, кога можеше Грузија, зошто да не може и Португалија со Шешко во нападот? Не. Португалија ќе тепа, дечки, и ќе биде, не знам, 2-0. Тоа се двата надпревари за понеделник. Во вторник завршува осмина финалната фаза на европското првенство. Следете на социјалните мрежи, на Инстаграм и на Фејсбук, лајкувајте, коментирајте, ставите subscribe на YouTube каналот BMG Network и следете не постојано до крајот на европското првенство. Ти имаме видеа за сите надпревари. Ја тука се одјавувам, а вие чекајте го следното видео за последните два осмина финални надпревари. Ајде, чао!